Благодарам. Очекував дека овој амандман ќе го одбрани прво подпишаната на истиот, која што заедно со мене беше носителка на последните парламентарни избори во април-мај оваа година што се одржаа. За жал не е тука. Не знам со кои податоци, добро службено отсутна, јавно ќе кажеме, очекував. Не валјда греф што го кажавте, очекував. Ќе ми беше драго да беше тука колешката Петровска, да продебатираме околу општина Брвеница и околу потребите на општина Брвеница, и ќе ја прашав, можеби некој од вас знае или во меѓувреме ќе ја праша, дали е во тек колешката Петровска, дека општина Брвеница има веќе добиено средства од екологија, Министерство за животна средина, 500.000 евра се во прашање, со кои што веќе комплет е реализирана, или 90% е веќе реализирана канализација за селата Стенче и Волковија со се пречистителна станица. Затоа вака да се поднесе амандман, без да се допрецизира за каде пречистителна станица, за кои села, бидејќи еве го фактот дека веќе има реализирана канализација со се пречистителна станица за 2 села од оваа општина, инаку и канализацијата е во ред, мислам реализација имаат повеќе од 99% според она што ми го кажа градоначалникот на општина Брвеница, и затоа кога јас зборував на општата расправа за буџетот, кажав дека добар дел од амандманите на колегите од Социјалдемократскиот сојуз се само така паушално поднесени, колку да се каже дека има амандмани, колку да се покаже некаква си грижа, а реалноста е сосема друга. За амандманите што се однесуваат за локална инфраструктура, било каков проект, милион пати ви покажавме, се случи тоа пред да започне амандманската расправа или расправата за буџет на оваа комисија, дека се издвоја средства, дека еден дел од тие средства веќе се поделени на општините. Општина Брвеница има добиено преку 39 милиони денари со првата фаза од реализација на овој проект. Следната година ќе има повторно, така да се што е во домен на општините, на градоначалниците, се што на граѓаните им е како потреба ќе биде реализирано. Затоа немојте да велите ниту еден амандман не е прифатен, туку сите амандмани што се однесуваат за локалните самоуправи се веќе прифатени. Не знам како да ви објасниме на друг јазик. Се ќе биде реализирано. 250 милиони евра годишно ќе одат за општините. Че нема проекти колку што ќе има пари, така да луѓе кои што изминати мандати 2-7 години во прашање камче едно не фрлиле, еден асфалт не направиле, а ветуваа 500 километри автопатишта и не знам уште што, сега овде да бараат пречистителна станица за општина онака паушално, а ви кажувам, односно ми кажаа и мене, дека во 2 села во таа општина има пречистителна станица. Затоа или допрецизирајте го амандманов, контактирајте ја колешката, или да бидеме начисто, или да се потврдиме дека мојата констатација беше добра, дека добар дел од амандманите се доказ за вашата неработа изминатите 7 години и доказ дека се и паушални. Благодарам.